утринска на Телма зборуваме и се осврнуваме повеќе и од психолошки аспект за оваа целокупна состојба или трагедија со која што се соочуваме. Рековме и посетуваме, денеска зборуваме со психолог и невропсихијатар. Најпрво разговорот ќе го почнеме со еден од нашите гости кои што ги имаме тука во студиото. Зборувавме и кажавме кои се насоките кои што ги дава Министерството за образование во овие тешки денови за тоа како да се чувствуваат децата безбедни, како родители, како возрастни да го направиме тоа што е наша одговорност и како всушност да се разговара и комуницира со нив најсоодветно. Но оваа тема малку повеќе и во однос на тоа како и да се разбира секој од нас во овие моменти остане со фокус и концентрација колку што е можно за основно секојдневно функционирање, повеќе со психолог Фики Гаспар од Центарот за психофизичко здравје Гаспар. Фики, ти благодарам што си со нас и во овие минути во утринска на Телма да позборуваме малку за тоа кое што, како што и споминавме со Цеце на почетокот, не постои човек кој што не е потресен, вознемирен, колку и да животот во животот има безброј различни ситуации и предизвици. Сме слушале, сме читале, никогаш не можеме да бидеме подготвени за тоа. Едноставно, во овие минути можеби и да слушаме, нема да го чуеме тоа кој што вистински треба, но нешто ќе остане за тоа како да се приземиме, како да го избистриме малку видикот или мислите и да останеме сконцентрирани за она кое што е потребно за тие околу нас. Така е, да. Треба да знаеме дека оваа работа што се случи вчера влијае доста и на младите, вклучувајќи ги и децата. Збориме и за возраст каде што децата не можат да разберат и не знаат што се случува, но ги гледаат промените кај возрастните, поточно кај родителите, промените кај учителите, промените кај наставниците, воспитувачите, така да тие чувствуваат таа промена во енергија, промена во начин на однесување и можат да направат одреден момент на страв кај нив. Министерството ги даде препораките кои што се стандардни и се доста соодветни. Многу е важно во овој момент, кога се работи за деца со кои што можеме да искомуницираме и се свесни дека се случило нешто страшно, да им дозволиме простор да кажат како се чувствуваат, да кажат што размислуваат, доколку имаат прашања, да се потрудиме да им ги одговориме на најбезболен начин на кој што не би ги истравматизирале повеќе за целата ситуација. Важно е, една од препораките е да не се покажуваат на децата слики или да премногу да бидат изложени на информации кои што ја потенцираат опасноста и негативните чувства, иако за жал и деновите сите ќе бидат присутни тие информации многу повеќе и треба да бидеме свесни дека поминуваме низ одредена фаза на шок. Мислам дека и невропсихијатарот малку повеќе ќе објасни за тоа, да не навлегувам јас. Најважно е родителите да можат да припазат на своето однесување. Знам дека се и тие под одредено влијание и емотивна состојба која што тешко се контролира во оваа ситуација, затоа што има и едно колективно тажење, едно колективно чувство на загуба, затоа што имаме, како народ, имаме чувство дека ова се наши луѓе и многу од нив и некои од нас и ги познава, споделија моменти, како што можеме да видиме сега на социјалните мрежи, и тоа влијае секако за да се чувствуваме така како што се чувствуваме. Нормално е дека ќе се чувствуваме прилично лошо и има и тенденција нашите чувства, на непријатни чувства да се зголемат во текот на деновите, така да тоа треба да ни биде јасно, затоа што сега, како што кажавме, минуваме низ таа шок состојба која што може би до некаде ќе не држи да бидеме малку порационални, но како што ќе поминуваат деновите, како што ќе се почувствуваме дека ни легнуваат работите, ќе ја сватиме тежината на што се случуваше и што се случува овие денови. И тука ќе имаме и, мислам, најголем удар на нашето ментално здравје. И овде е многу важно и ние како психолози препорачуваме сите што ќе почувствуваат потреба за поддршка, потреба за разговор,
да можат да споделат, да се јават на некој што го работи тоа, психолог, психијатар, да поразговараат со децава, да ги насочиме да поразговараат со училишните психолози, или доколку како родители почувствуваме дека нели се чувствуваат недобро, да најдеме нели и некој екстерно да поразговара со нив, психолог кој што може нели да помогне, но и да припазиме да одвоиме време да поразговараме со нив, и ако не почувствуваме некоја промена голема во нивното однесување или во начинот на кој што тие доживуваат целата ситуација, да видиме да не е нешто потиснато, да. за да може нели да направиме една добра проценка за како би пристапиле. Мислам дека секој родител ако успее во оваа ситуација барем нели одреден временски интервал да посвети и внимание на оваа состојба кај децава, за да може да биде појасно каде стојат работите, или доколку има потреба да побара помош, но доколку види дека сепак резилентните сили на човекот кои што ги имаат и децата се доволни, иако нели поминуваме низ тешкото, да се справат и се стабилни, тогаш сметам дека окей, дека треба да дозволат да видат времето како ќе ги води работите. Да, факт е дека треба да се зборува, треба да се разговара, тука се училишните психолози, но тука се и сите ординации од психолошки карактер, би рекла, кои што верувам дека ги отворија вратите и за бесплатни да дадат бесплатна психолошка поддршка за сите оние на кои што им е потребно. Но што е фики со оние деца кои што не ги изразуваат така јасно емоциите или не разговараат толку дома, деца кои што се дел од дисфункционални семејства, како таму да се помогне, затоа што и тие треба да се вратат во училишните клупи, а верувам дека на секое дете од таа возраст веќе нема да му биде сеедно ниту излегувањето во диско, ниту одењето во училиште, затоа што ова е траума и трагедија која што ќе остави последици на подолг временски период. Да, како го зборуваме веќе за дисфункционални семејства, веќе таму има тенденција да работите се влошени и да има повеќе присуство на страв, присуство на стрес. И кај децава знае да биде нарушена таа ментална хигиена, и овде може да влијаат во секаде индивидуално, но овде може за жал да влијаат и повеќе вакви настани кај децава, затоа што тоа чувство на сигурност и тоа чувство на безбедност е намалено. Секогаш кога се случуваат некои работи, имаме проблем во однос на веќе дисфункционални семејства, затоа што нели покрај ситуацијата со која што треба да се справите, го имате и тој дел кој што е исто влошен. Доколку нели би апелира на родителите да се погрижат да ја видат нивната состојба, но ако веќе се работи за одредена состојба во семејството кое што е несоодветно, тогаш би кажал дека е убаво тие што се околу децава, значи роднини, училиштето, блиски луѓе кои што се до нив, дали се тоа учители кои што одат на спорт или на јазик, ако заприметат нешто, да разговараат со родителите, посебно нели ако успее училиштето да детектира нешто, да обрне повеќе внимание со цел да се помогне, и врсниците, кога збориме малку за повозрасни, нели поголеми деца, тинејџери, врсниците овде можат многу да помогнат меѓу себе ако споделат некоја атмосфера на сигурност и на безбедност, посебно нели ако се свесни дека некој од децата во нивното училиште покрај сето ова поминува нели низ одреден период каде што има проблеми и со семејството, се случуваат и некои други позадински моменти, така да можат и тие да помогнат да направат една хомогена ситуација каде што детева ќе се чувствува посигурно и ќе може таму да се искаже, но секако помагаат и тие моменти каде што нели ќе седнеме и малку ќе со внимание ќе поразговараме и ќе го прашаме детето како се чувствуваш, што размислуваш, нели, дали мислиш дека ова влијае некако на тебе, и да му оставиме простор да се искаже, да бидеме спремни, ако веќе го започнуваме тој разговор, да имаме време доволно да го изслушаме, да не го прекинеме детето, ако веќе почне да се отвара и да разговара за тоа како се чувствува, и врз основа на тоа да можеме да асистираме и да помогнеме во таа ситуација.
Со оваа трагедија која што не снајди во текот на вчерашниот ден, веројатно сите возрастни, или да речем родителите, од тоа кое што нели на прва сме шокирани, сакаме да видиме, да слушнеме што се случило, веројатно второстепено е тоа дали е тука детето, дали ќе чуе, дали ќе види и така натака, па малку подоцна сосвестуваме во тој дел. Ако зборуваме за помалите деца кои што можеби можат нешто да слушнат и да разберат, но не можат да го сватат на некој таков начин. Но кога зборуваме за адолесценти или млади возрастни кои што се исто вклучени во дел од препораките на Министерството за образование, кои што и ги споделивме во првиот дел од утринската, за жал поголем дел од жртвите кои што се загинати во пожарот се млади, тинеџери или адолесценти, односно млади возрастни. Голем дел од нив има свое друштво, своји пријатели. Тоа е голема бројка на млади кои се разбира дека ќе се интересираат што повеќе и повеќе, ќе тагуваат и на некој начин ќе бараат можеби спас за таа моментална нивна состојба, како што рековме, најмногу на удар менталното здравје. Една насока, да речеме, препорака или можеби од досегашното искуство, колку е важно да се разговара и кога некој не е толку склон кон разговарање и барање помош или отворен, што е она кое што можеби како техника би требало да се примени за да едноставно тие емоции излезат на површина и да не предизвикаат натамошни последици. Така е, да. Прво би сакал да кажам само дека многу е важно да успееме во овој период да сите имаме потреба да слушнеме, затоа што тоа чувство на неизвестност е многу тешко. Да. И сите имаме потреба да ги разбереме работите, затоа што, пак ќе кажам, неизвестноста ни е многу тешка и не тера и не мотивира да бараме одговори, со тоа што многу се споделуваат информации кои што доаѓаат од многу извори и тоа може да направи штета моментално, посебно на тие семејства кои што се за жал директно афектирани од целава ситуација, затоа што се ширеа многу информации кои што не се проверени и за жал имаше моменти каде што некаде се даваше позитивна информација за одредено лице, за после на крај да испадне дека сепак била доста исходот бил доста негативен и мислам дека ова е една од најтешките работи што се случува, така да треба да припазиме на тоа како се даваат информациите, посебно тие кои што не се професионално ангажирани и да оставиме да институциите и новинарите си ја водат работата како професионално како што требаат и иако ни е важно и се тоа да пробаме помалку да каде што не сме сигурни да разговараме и да влијаеме. Сега од друга страна некои споделување кои што се случуваат па помагаат и некоја личност да се најде, така да чисто овде треба малку да припазиме затоа што и овие моменти знаат доста да влијаат на младиве, посебно на младите возрастни, адолесцентите кои што го имаат тоа чувство дека се најзагрозени затоа што па се работи за нивни врсници и се работи за ситуација во која што младите се демографски најчестата група која што оди на вакви настани за разлика од постарите кои што поретко одат на вакви настани, а кога се работи за како да пристапиме кон одредена личност која што поточно млада личност која што е затворена, тоа секогаш ние кога работиме во пракса пристапуваме индивидуално, затоа што некои интервенции и насоки кои што се даваат кај одредена личност не се соодветни за друга, а навидом личноста изгледа дека функционира и се однесува многу слично на другата личност, така да мојот совет би бил доколку тие што се околу таа личност, кои што се блиски, гледаат дека можеби ќе има одредена проблематика која што е потисната, дефинитивно да се исконсултираат со психолог, да поразговараат со таа личност, да инсистираат да се оди на еден разговор и да се препуштат работите на таа личност, психологот кој што ќе поработи и ќе поразговара со личноста и треба секако да имаме во предвид дека покрај нашата работа со соработка со психолог,
дека психологот не може да ги реши Да. сите работи. Тоа е процес кој што за некои личности може да биде подолг во решавање и може да остави повеќе последици, нели, самата работа. Некој може побрзо ќе се изборат со тоа и побрзо ќе се стабилизираат. Така да многу зависи и од секако и од претходни искуства и дали личноста имала претходни моменти каде што се појавувале некои нарушувања во однос, нели, на менталното здравје, дали претходно има поминувано други травматични моменти кои што направиле голема промена на кај таа личност, али се е тоа индивидуално и се прави согласно. И вашиот пристап како психолози е индивидуален кон, нели, различни личности, сето оно кое што е дел од вашата стручност, а тоа е самиот профил на човек, а потоа и сите тие стручни аспекти кои што треба да се реализираат. Фики, благодариме уште еднаш за тоа што денеска бевте со нас и што во овие тешки минути за Македонија можевме да зборуваме и на оваа тема и колку што можеме барем да овие совети и во насока на она што и Министерството за образование го советува да ги задржиме колку што можеме младите безбедни, барем така да се чувствуваат и да не биде загрозено нивното ментално здравје.